Аерозагадувањето е еден од главните фактори за смртност кај децата. Алергии, астма, бронхит и низа други респираторни болести, ова се само дел од последиците по здравјето на малите како резултат на енормно загадениот воздух. Периодов, велат лекарите, детските клиники се полни со пациенти. Овде веќе имаме проблем со децата кои што имаат хронични болести. Значи имаме ситуации каде што децата страдаат бидејќи имаат хроницитет. Тоа се децата болни од астма, од хронични обструктивни бронхити, од бронхити, алергии, посебно алергии, а тоа е, да речам, ситуација на модерното време. И тоа се заедно представува една дополнителна причина да бидеме малку по-предпазливи во однос на тие хронични наши пациенти кои еве овој викенд навистина преплавија детската клиника. Јас и вчера и денес сум на работа и еве баш можам да ви кажам дека бројот на пациенти е сепак зголемен во однос на тие кои што имаат, да кажеме, подолги страдања во однос на клучниот орган, а тоа е нели делот кој што е поврзан со респираторниот систем. Освен потешкоти во дишењето, децата чувствуваат и главоболки како резултат на недостатокот од кислород. Лекарите со препораки за заштита од загадениот воздух. Заштитата би била во тој период саба или навечер да се помалку оди за тие кои што се во така наречена вулнерабилна категорија, значи децата повеќе или помалку, бремените жени, особено новороденчињата, и тука важи правилото, нели, ако лето велиме, нели, дајте од барем еден период од 12 до 2, кога се расчистува воздухот, овде е пожелно, ама во летниот период, нели, не е пожелно да излегуваат бидејќи тогаш сонцето е најако. Обратно е сега во овој случај. Може би ако веќе треба да излегува, да го користат тој период малку на проветрување и се разбира планините и местата каде што има повеќе ветар, бидејќи котлините се тие кои што навистина страдаат највеќе. Итни мерки за решавањето на проблемот со аерозагадувањето побара и од првата детска амбасада Меѓаши, нагласувајќи дека се крши основното право на децата, правото на живот. Од таму побараа преземање на одговорност и брза реакција од страна на надлежните институции. Денеска нашиот апел, реакции, барање на одговорност и превземање итни мерки е насочено кон донесувачите на одлуки. Оние кои ја имаат одговорноста според Конвенцијата за правата на детето, тоа се државните институции кои треба да постапат по најдобар интерес на децата. Ги активираме, ги мобилизираме. Граѓаните ни даваат огромна поддршка, се разбира тука се и медиумите, да се превземат мерки за да се овозможи непречен раст, правилен раст и развој на детето, да може децата уште утре да одат на училиште, да ги обуват секојдневните потреби, а при тоа родителите да не бидат загрижени дали децата ќе се контаминираат со честици кои ќе влијаат на нивното здравје и на нивниот правилен раст и развој. Навистина состојбата е алармантна и загрижувачка. Децата се најосетливата група на сите загадувања од животната средина, пред се затоа што имаат организам во развој, затоа што имаат позабрзано дишење и поголема потреба од воздух за разлика од возрастните. Но освен кај децата, последици по здравјето има и кај сите останати граѓани. Според статистиките, во Македонија околу 1400 лица годишно умираат како резултат на аерозагадувањето, а бројката на пациенти со кардиоваскуларни и респираторни заболувања од година в година постојано расте.